најголемите и најпрестижните надпревари во Европа, што е видно докажан како голем технолошки иновацијски хаб што движи напредок нанапред. Огромен настан за прв пат, ние бевме најголемата локација во цела Европа. Мојот кариерен пат беше проследен низ многу други локации низ Европа, како на пример таа во Австрија или таа во Франција, каде што сум студирала или сум соработувала. И навистина им беше драго на другите локации кога видоа дека Скопје е најголема, дека токму ние го изработивме толку голем европски настан, така да најголемата локација во Европа дефинитивно. Начално тимовите треба да користат сателитски снимки од Галилео, Коперникус, од Егнос и да ги некако имплементираат со и други начала за оценување. И навистина го градиме нашиот вселенски сектор тука на Балканот со бесплатни ресурси, дали се тоа бесплатни курсеви, имаме сега еден од Европската комисија се вика Robotics in Space или роботика во вселената, што е многу интересен со партнери од Грција и Црна Гора. Имаме доста такви ресурси што ги нудиме каде што нашите млади може да се доедуцираат, меѓутоа како конзорциум ние би се труделе да го носиме овој хакатон со различни тематики и во иднина. Добре дојдовте во уште еден Сител подкаст со мене Мими. Во моето студио денеска се млади ентузијасти, луѓе кои што користејќи ги новите технологии го менуваат општеството во кое што живееме. Добре дојдовте Мирко Богдановски и Мартина Димовска. Здраво, Мими, ти благодарам за поканата. Интересно беше, ја добивме веста дека во Скопје, односно во нашата држава, за прв пат се одржа еден хакатон, кој што е нели со називот Касини хакатон, кој што за прв пат се одржува во нашата земја и всушност ние сме една од 10 земји каде што се одржува истиот. Тоа е во организација на Европската комисија и има една многу благородна цел. Мартина, ти си дел од организацијата која што ги носи тие луѓе, односно овој хакатон кој што го реализира во нашата земја. Најпрво нешто да слушнеме повеќе за хакатонот. Така да, јас сум Мартина, основач и председател на International Space Alliance или Меѓународна вселенска алијанса, би му дошло тоа веројатно на македонски, и дел од конзорциумот на партнери што го носиме овој хакатон за прв пат тука во Македонија. Се одржуваше во Нетавил при Нецетера и си поминавме доста убаво. Од 16 до 18 мај успеавме да го донесеме еден од најголемите и најпрестижните надпревари во Европа, што е видно докажан како голем технолошки иновацијски хаб што движи напредок нанапред. Така, значи центар на иновации всушност во областа на вселенската технологија и здравството. Јас го погледнав повикот за учество, кој што веќе нели заврши овој хакатон, се одржуваше од 16 до 18 мај. Буквално можеше да учествува секој, односно студенти, млади луѓе, иноватори од различни факултети, од различни бранши. Може ли малку детали, кои се учествуваше, колку луѓе бевте на овој хакатон? Ваквите касини хакатони се одржуваат 2 пати годишно и се на различна тема секоја година врз база на приоритетите на Европската комисија и на Европската вселенска агенција, истражувањата, сателитските податоци и слично. При вакви хакатони, овогодишната тема беше Вселена за здравство, значи поврзана со здравието, меѓутоа имало и за одбрана и за други таргети и цели што се исполнувале. На овие хакатони убаво е да дојде секој, и бидејќи за тоа што да се направи едно такво добро решение што ќе победи особено на национално или пак на европско ниво, потребно е да имаме еден разнолик тим на многу различни професии. Па затоа ние соработувавме со многу студентски организации за да ги внесеме и технолозите, и инженерите, и луѓето од IT индустријата, меѓутоа и економисти, и правни лица, и бизнисмени, луѓе од бизнис филата, за да направиме еден што поинтересен тим, секако поддржани со маркетиншки лица што прават дигитален маркетинг, припичување, односно презентирање на таа идеја да бидат што поразнолики за да имаме што подобро решение. Диверзитетот, односно разноликоста, дава подобри решенија, меѓутоа е едно од критериумите за победнички решенија всушност. Така. Рековме дека можеше да учествува нели буквално секој од секоја бранша. Колку тимови имавме од нашата земја? Мирко, ти си еден од тие тимови, нели, кој што всушност и зема награда на ова учество, но за тоа малку подоцна ќе ни објасниш како дојде до наградата. Колку тимови беа и
колку награди ве може да кажам собравме ние? Имавме околу 190 и нешто пријавени учесници. Од тоа на финалето презентираа 20 и нешто тимови, ако добро се сеќавам, и беа навистина спремни луѓе со супер решенија што беа многу компетитивни, знаеа да бидат тука во бројките и во самото судење. Огромен настан за прв пат, ние бевме најголемата локација во цела Европа. Мојот кариерен пат беше проследен низ многу други локации низ Европа, како например таа во Австрија или таа во Франција, каде што сум студирала или сум соработувала, и навистина им беше драго на другите локации кога видоа дека Скопје е најголема, дека токму ние го изработивме таков толку голем европски настан, така да најголемата локација во Европа дефинитивно. Ти беше дел од судичкиот тим кој што одлучуваше за наградите. Колку беше тешко со оглед на тоа дека имало навистина голем број интересни проекти кои што Морам да кажам дека доста голем квалитет на тимови, тоа се гледаше и на локално, меѓутоа мислам дека и на европско ниво во самиот репортинг, подоцна кога треба да кажеш што си сработил, гледаш дека тимовите знаат да понудат квалитет токму и од Скопје. И од цела Македонија. Навистина беше тесно за да се одлучи. Победничкиот тим се двоеше, меѓутоа втори, трети поред беа тука со поени. Многу се јадеа едни со други. И имавме една долга дебата за кој ни е фаворит, зошто, како може да се имплементира тоа во иднина и слично. Да, навистина е интересна темата на која што се презентирани овие проекти, овие платформи за кои што сте одлучувале. Мирко, твојот тим, ти го предводеше најпрво или колку луѓе членувате во тимот? Почнавме со 6 и на крајот денот се запознавме со други и завршивме со 8 вкупно во тимот. Кај што и јас и друг член на тимот бевме така како водачи. И ние, ама концептот беше заеднички. Мислам, брейнсторминг правевме и на крај идејата ни испадна со некои лични чувства кон општеството во Македонија и проблемите што се таму, и тоа ни инспирираше да помогнеме на државата и со тоа ни текна идејата за депонии, нелегални депонии, да кажам, што отпади што се фрлени само и натака. Никако се навед на прашањето, прво да те прашам за тимот, но да не изоставиме, да те представиме. Ти си веќе на постдипломски студии, твоите додипломски студии ги завршуваш каде и како се одлучи да биде тоа надвор од државата? Значи, јас магистратурата правам сега со FATE, автоматизација и роботика, и прва година ми е, али со тоа практично се запознав со програма што е Касини и со тоа се направи екипата. Не знам дали така, да. Да. Додипломските студии каде ги заврши? На кој факултет? Јас во Торонто студирав електро in the University of Toronto и таму и долго време живеев во Канада, 20 години скоро. Па малце се вратам во корената, да кажам, дома. Така. И одлучив тука постдипломски да направам и малце да осетам како беше животот, не само приказките моите родители што ми ги кажуваа за Македонија. Така, еве си сакал да допринесеш нешто корисно за државата. Тука исто не можам да изоставам да те прашам како се одлучи да се вратиш назад со оглед на тоа дека 20 години си живеел надвор. Што беше она најпримамливо или пресудно за тебе да одлучиш да се вратиш назад во татковината? Добро прашање. Па јас секој лето идев во Македонија и мислам дека е фер да кажам сум стварно пола македонец, бидејќи имам искусено се. И јас секогаш имав визија да си работам во Македонија, да си уживам со своите луѓе. Ама истовремено ги гледав проблемите и решението што се во Канада за слични проблеми. И од тој аспект добив и мотивација малце да се расположам да можам што повеќе да земам акција кон проблемите што се тука, и на ваков начин као хакатонот ми беше прилика да се покажам и со добра екипа да се покажиме.
да кажем. Од тој аспект гледано, јас секогаш ме влече Македонија и се одлучив пред 4 години да се вратам и да видам што може да биде и колку можам да помогнам. Одлично, навистина ова е вредно да го слушнат сите, нели, дека сепак нашите кади се грижат и сакаат да допринесат нешто покорисно за војнина за нашата држава, со оглед на тоа дека имаш веќе искуство од образовен аспект, нели, за создавање на една платформа. Што беше идејата конкретно, да се прави, ќе не кажеш за целата платформа, зошто токму мапирање на диви депонии? Јас имам од Струга потекло и таму има една депонија и секое лето кога одевме се палеше и миришеше многу лошо. Да. Тоа сите сме го забележали, да. И заради тоа беше и голем дел од мотивацијата и секаде каде што одеш, пример јас сум ентузијаст за планинарење, обожавам да одам во планина и нема ден кога ќе појдам и нема да појдам на некоја дива депонија кај што се фрла, кај што се пали отпади. И заради тоа ни беше главната мотивација. И моравме да користиме сателитска дата и податоци, покрај тоа некои алгоритми, поготово што користат вештешка интелигенција, да се направи некоја си анализа со овие податоци и да се откријат каде се овие диви депонии во Македонија. Така, верувам дека и вие сте слушнале, имаше многу разноразни акции од страна на невладини организации, граѓански здруженја и така натаму, кои што создава некој вид на ваква алатка, која што ќе биде применлива за сите граѓани, ќе биде лесно за користење и ќе може секој еден од нас граѓаните да испрати фотографија да прикачи на оваа апликација, се со цел да се мапираат сите оние диви сметалишта, диви депонии кои што ги имаме ширум земјава. Но вакво нешто засега првпат слушнавме, претпоставам и затоа исто ја добиле оваа награда, бидејќи се користат и се влечат информации од сателитските снимки. И сега мене ме интересира дали се во реално време тие сателитски снимки, какви се тие снимки, колку е тешко да се направи една мапа на диви сметалишта со оглед на тоа што го имаме, нели, понудено за користење. Да, можам воведно, ако сакаш да кажам, па ќе те прашам за твојата апликација. Добро. Кога мислиме за депонии, најчесто ние како граѓани, јас првиот пат кога ги слушнав, знам дека имаат огромни, нели, сметови, огромни депонии, меѓутоа никогаш не размисли дека и малите тие сметалишта, нели, во природа кога се качуваме некаде, може да се депонија што овој тим го увидел. На овој хакатон начално тимовите требаа да користат сателитски снимки од Галилео, од Коперникус, од Егнос и да ги некако имплементираат со и други начала за оценување, па така да би сакала Мики да ни каже повеќе за името на неговата апликација, каква е таа и кои сателитски податоци ги користи. Мислам дека Коперникус користев, ако не се лажам. Екипата MedAIst, значи Medical AI Systems Team, и нашата апликација се вика Air Health Map, и апликацијата користи податоци од Коперникус, и да ви го одговорам прашањето, има податоци во сервер од 2017 година, значи снимки од сателитот. Ние практично влечевме податоци од сервер и со тоа имаш можност да видиш како расте тие диви депонии, од кога ќе се најдат, да, од како ќе се забележат. Да, има доста време поминато и со тоа помага многу на мапирање на овие депонии. Од 2017 до ден денес користевте снимки, само да го појасниме тоа. И така можеш да ги видиш нели зголемувањата на тие депонии каде се најкритични. Сега вашата платформа е многу интересна и дел од тоа што победивте е вашите features, односно вашите одлики, карактеристики на незе. Може да ни кажете како граѓаните може да се вклучат во таа, каква геймификација има, нешто повеќе околу вашето решение од тој аспект. Инаку сакам да ќе продолжиме и со тоа како граѓаните може да се вклучат. Тоа секако се наметнува како прашање, но прво ме интересира колку точки имаме на таа мапа за диви депонии, бидејќи се
информациите користени од 2017-та и каква разлика најпрво да ни каже Мирко се забележало од тогаш до денес со оглед на тоа дека нели слушаме постојано од страна на надлежните институциите дека се расчистила една, друга, трета, дали е тоа така? Дали се зголемил бројот или се намалил бројот според она што го имате на мапата? Прво ќе кажам, ние бевме ограничени малце со време и техничкиот аспект не беше до крај завршен за точно да ви одговорам на секоја депонија, али од пример зависеш, имаше многу голема разлика. Од Струга пример што приметивме за дивата депонија беше порастена. Споредување со снимките. Други локации не можевме да стасаме за алгоритмот да може да покаже точно какви се податоците, пак ќе кажам бидејќи имавме 48 сати за да направиме алгоритам. Така. Ама покрај тоа алгоритмот целта беше да користи податоци од 2017 година и пример на интервали после секој пример 3 месеци ќе мапираш и ќе правеше облик или boundary да кажам околу местото. Граница. Да. И со таа граница ќе се споредуваше после секој 3 месеци. Као пример земам. И секој 3 месеци дали расти, дали се смалуваат. И во самиот Коперникус сателит имаш различни layers, слоеви на податоци. Имаш Sentinel-1, Sentinel-3, Sentinel-5P као пример. И сите овие даваа различни податоци. Пример, токсичност на какви гасови излегуваат од самата депонија, разлики од температура, како што деградира материјалот, испушта топлина. И споредувавме со амбиентната температура и температурата на самото простор да видиме дали е стварно ова депонија. И покрај тоа, юзерот на апликацијата имаше опција да слика и да прате на апликацијата, кај што као secondary check, да кажам, ќе покажеше дали стварно е ова депонија, ево ви слика, да се потврди. Така. Сега тука би те прашала, нели, која е идејата, каква визија имате за целата оваа платформа, оваа апликација, да ја развивате во иднина, бидејќи споменати дека сте немале, нели, доволно време, но сепак предпоставувам дека веќе откако сте и нели победници, сте освоиле некоја награда, имате мотив плюс да работите дополнително на оваа апликација. Да. Можам да почнам јас, да кажам дека нивната национална награда на овој хакатон беше 3000 евра, тој беше износот, за да ги стимулираме нели младите им да се надпреваруваат, им да направат добро решение во тие кратки 48 часа. При тоа имаме многу поддржувачки организации и партнери, како и Министерството за здравство, Министерството за спорт, Министерството за дигитална трансформација, што нели не почестија со нивното присуство и беа тука да ги увидат овие зачетни идеи, како и сите нели организации од вселенскиот сектор, од техничкиот сектор и сите оние компании што не поддржува и нели самата бизнес фела. Така да, доколку тимот е сериозен и сака да го развива ова решение, ние дефинитивно сме тука да им укажеме помош и да им дадеме некоја шанса за надоградба, меѓутоа треба и јавноста да има слух за нивните вакви решенија. Така, тука би сакала ти да дополниш, значи кои се вашите цели еве во иднина, дали можеби некој веќе ви се јави за да ја поддржи самата апликација, да се понуди за помош, за соработка и така натаму. Прво, јас заборавив, сакав да кажам фала на сите тие ментори, од што стварно и време ни дадоа свое време да ни помогнат и разни мислења и начини на размислување се сакам да им кажам фала само за тоа. И целта со тоа мислам е дека сакаме да направиме решение кај што може државата да има голем бенефит, али решението, техничкиот аспект не е толку комплициран колку што е понудите што ќе ги прифатиме. Таму е поголемото прашање или прашалникот. Значи, кој е спремен да ни
дозволи да им помогнеме, не знам. Да ви укаже шанса. Да ни даде шанса. За да го реализирате вашето решение, така. Да, така. па предпоставам дека тоа во однос на финанси, на од материјален аспект дека би чинело многу пари. Знаеме од прилика како се движат сумите за користење на сателитски снимки и така натаму. Предпоставам дека треба сепак да биде некоја државна институција која што ќе застане зад вас и ќе всушност ќе ви ја пружи таа шанса за да може да ја развивате и понатаму и да се користи, да биде корисна. Убавината на ваквите настани и хакатони надпревари е што ни се отклучуваат овие сателитски податоци, ни се бесплатни за користење на сите. И менторите исто така кои што ги Точно, на сите нас во тие 48 часа секој што ќе дојде и што ќе аплицира да биде учесник, може да ги користи овие апликации во време траење на самиот настан. И убавото е што ни се малтене и бесплатни и се отворени за да решиме некаков проблем и при таков начин. А тоа може да значи и зачеток на нашиот сателитски вселенски сектор на некој начин, или пак телекомуникацијски, или пак здравствен и слично, затоа што во самиот настан имавме 3 предизвици што ги решаваа нашите учесници. Едниот беше следење на болести и епидемии, апропо COVID-19 пандемијата, итна медицинска помош преку навигацијски системи. Значи, ако си на некое место што не е толку достапно, како можеш да доставиш лекови и слично, за да го доближам малку до народот. Ментално здравје и благосостојба, како уште една последица од таа пандемија, брзиот начин на живот и слично. И ова беа темите оваа година каде што и практично нас ни требаат како луѓе, меѓутоа може да се решат со употреба на некакви сателитски податоци при некој идејно решение. Така, спомна на вистина интересни моменти. Освен Мирко и неговиот тим, кој друг може би беше тука нешто приближно до освојување на наградите од овој хакатон? Вашиот тим го решаваше првиот предизвик, што беше следење на болести и епидемии. Тие следеа, загаденост и како тоа како влијае на здравјето на граѓаните, што ни беше интересна идеја. Имаше многу интересни тимови. Например, имаше тим што со дрон ти носи медицински кит, односно за прва помош пакетче, ако случајно си некаде во некој регион каде што е тешко достапен и те мапира, ти помага да те лоцира каде си преку навигацијските системи. Многу интересни решенија, например, имаше низа на апликации каде што освен што добиваш ти помош од твојот психијатар или психолог онлайн, ти дава интересни локации каде што ти си најсмирен и најсреќен и те тера да одиш на прошетка во природа и слично. Многу интересни идејни решенија од самиот хакатон. Навистина не би можела да извам само едно, конкуренцијата беше огромна. Ова е навистина многу добро за да се слушне, особено од една ваква мала држава од која што потекнуваме ние, да имаме толку многу идеи, толку многу паметни, умни луѓе. Мирко, го споменавме и пред малку заедно со Мартине и јас сакав подоцна малку да те прашам во овој разговор, колку граѓаните ќе може да дадат своје учество, свој допринос кон оваа апликација, еве ако земеме предвид дека би се реализирала и во иднина. Би се применувала. И на кој начин ќе може да дадат свој принос? Дали ќе може, еве како што сме слушнале за дел од проекти кои што засега се реализирале во нашата земја, тие да прикачат, да помогнат со фотографии, со домапирање на некоја локација, со рефрешни информации за да биде апликацијата што поприменлива. Добро прашање. И убавината од апликацијата е што може тие да донесат, ќе им помогне на другите што ја користат исто апликацијата, бидејќи ако тие особата шета во плани, например, во природа и наоѓа една дива депонија, апликацијата може да слика местото, да стави алерт дека има тука и кај што нашиот алгоритам ќе процесира тие податоци и ќе каже стварно е така, или не е така, е false, некој или не е добро сликано, или лаже човекот. Битното е следниот човек што ќе оде таму,
пред да стапне во таа депонија, пред да ја сретне, ќе има алерт на телефонот од самата апликација, кај што ќе им кажува избегнете овај регион. И во овој аспект нема да е како да кажам exposed на средства. Нема да е изложен на негативните својства на депонијата. Так. На штетните последици. Да. Сега тука е интересно што кога ти ќе се вратиш во струга, дали постојано ќе ти го дава тој алерт дека треба да избегнуваш поголем дел од просторот нели во твоето родно место со оглед на тоа дека таа депонија знаеме дека навистина е огромен проблем за вашата општина. И убавината од сателитот е што покажува во регионот, не само во локацијата, во регионот во какви колкав радиус ќе биде штетен. Да. И за жал дури не се среде тој проблем во Струга, тие податоци не можеме ние да ги смениме, али може да им помогнеме на граѓаните и на државата за да знаат дека тука е проблемот и види колку е голем тој проблем и колку е штетен за луѓето. Така, бидејќи кажавте дека користите доста извори во однос на тоа каква е штетноста, какви се последиците од самата дива депонија, особено доколку се запали истата, ќе испушта уште потоксични гасови кои што се штетни во здравјето на луѓето. Дали тука може да се надоградува од аспект на тоа во колкав процент, со какви параметри е штетноста, дали се тоа PM10, PM2,5 частички, кои што се многу популарни во последниве години, бидејќи живееме во едно време во кое што за жал сме лидери на европско и на светско ниво по аерозагадување. Има ли простор тука да се надоградува од повеќе аспекти самата апликација со корисни информации? Да, како и секоја апликација во иднина, доколку се собере тој тим и се финансира правилно и се поддржи, може да ја надоградуваат од многу аспекти. Тука беа ментори и помошници на овој хакатон и EarthCare и многу други лидери за таквиот увид што им го даваат на граѓаните. Нели Горјан на мој воздух го знаеме сите и слични други ментори што им помага како ова да биде реалистично, меѓутоа имплементирано во иднина. Морам да кажам дека нивната платформа, нивната апликација, нивната идеја не беше досадна. Не само што беше корисна, ти даваше информации, можеш да го сликаш и да учествуваш како граѓанин, да придонесеш на ова, тоа е супер за сите што се поекосвесни, што се активисти, што се залагаат, меѓутоа и има интересна геймификација. А што значи тоа? Тоа значи дека е во вид на игра, што ти носи поени или во иднина пак можеби одредени награди доколку има некој инсентив, односно доколку има некој интерес да се наградуваат граѓаните за бидување толку свесни. И не само тоа, туку и ти дава ти тера да внимаваш, ти дава alerts, односно те опоменува за сите оние штетни работи што се околу тебе, на кој начин ти штетат, те едуцира самата платформа или пак барем така беше замислата за уиднина и нас многу ни се свиѓаше тој интерактивен фичер, односно таа интерактивна алатка што ја имплементира делимично, меѓутоа сака да ја развиваат понатаму. Да, значи еден широк простор за развивање, не е само една обична апликација која што ќе има базични информации и ќе се користи еднострано само од страна на граѓаните, без да учествуваат. Интересно е, навистина. Се надевам дека но не треба да се надеваме, треба да гледаме како да сето ова го имплементираме и да биде корисно, да ја развиваме свеста и да земеме пример. Има ли вакви слични примери во други земји? Дали знаеш, дали си слушнал? Нема ништо конкретно слично. Има што зема такви податоци од сателитот, али не се за баш за ова намера. Значи за други намери. За депонии, добро. Споменавте државата, односно институциите, ви дале на еден начин поддршка, неколку ресорни министерства кои што се надлежни за овие теми, за овие прашања. Колку од нивна страна имаше интерес за подлабока соработка? Тоа допрва треба да го установиме и увидиме во споредба колку е тимот спремен, кои се нивните идејни чекори за понатаму, дали сакаат да формираат бизнис и на кој начин тоа ќе е поддржано, но мислам дека ние сме спремни како
конзорциум за соработка. Се надевам дека и тимот во иднина ќе може да одговори на ваквото идејно решение да биде имплементирано и се надеваме на поддршка. И кога сме веќе кај институции, морам да напоменам дека една од убавите работи, ако добро паметам за нивното решение, сега се враќам на студењето на настанот, беше дека може да се прави репортинг, односно да се пишуваат опомени, да се пријавуваат овие депонии дури до институциите како уште една алатка каде што ќе може би и на тој начин да имаат известување, да бидат можеби подиректно секој ден вклучени, освен што ќе го поддржат овој проект. Значи до сите оние надлежни органи да се пријавува дека тука има депонија, тука треба да се санира, а со тоа и самата јавност да врши притисок кон што е она што ние го детектираме и нели активисти како Мики да пишуваат, да сликаат и да пријавуваат. А и ние како медиуми да следиме колку и се интервенирало, колку се искочило на терен и на кој начин се интервенирало и дали се интервенирало воопшто. Тоа би бил следен чекор, се надевам. Тоа беше нашата долгорочна визија, да кажам, за апликацијата. И да, баш така како може да се спои со државата и ние да пријавуваме, тие да средуваат или да ги решат тие проблеми. Така, ја спомна долгорочната визија, колку сте подготвени, бидејќи наметна Еве Мартина како една од можните опции да се развива како бизнис, нели, во иднина, да го работите, нели, да се посветите буквално да биде ваша, не знам, работа, доколку не работите, нели, во моментот, какви се вашите визии, вашите планови за во следниот период? Јас доста работи имам во моментот, али за добри вакви прилики мислам дека треба да се најде време и јас сум спремен доколку има интерес од пример државата и од други институции од технички аспект да помагам колку што можам, бидејќи тоа јас го работам на некој аспект со апликации и solutions и мислам дека од технички аспект е можно. Поготово со вештачка интелигенција, што е голем бум во маркетот сега. Да. Ова е добар кандидат за користење на таква технологија, поготово за помагање на луѓето и долгорочно се надам дека ќе може и со тие податоци без луѓето да каже дека тука има депонија, самата алгоритма низ цел свет да рачуна каде се тие места. Тоа е исто долгорочна визија и со тоа да помогнеме пак на државите и на светот. Се надевам дека ќе наидете на слух, односно ќе ве препознаат, бидејќи и веќе учествувале на овој хакатон, односно следеле ве за што станува збор. Претпоставам дека ги виделе сите овие идејни решенија, платформи и се она што сте го презентирале на хакатонот. Споминавте дека наградите биле на национално и на европско ниво. Тоа не значи ништо со оглед на тоа кога ќе слушнеме какви брилјантни идеи се развиваат од нашите млади луѓе. Верувам дека за вас не е нешто пресудно дали е тоа европска или национална награда. Да. Ви минува нешто тоа? Бевте разочарани дека можеби не е? Вака прво ќе кажам од национално ниво, значи многу добри идеи имаше. Кај што би ги кажал дека сум многу изненаден од младите луѓе тука, нивниот размислување и енергија што вложува во идеите и мене ме инспирираше и сум многу среќен што така размислуваат. Покрај тоа на нивоот Европа, малце сме разочарани, бидејќи стварно верувавме дека е добра идеја, ама пак добри кандидати има и тие добри идеи и доста луѓе со искуство има на нивна страна. Ама супер направивме, мислам, за можностите. Добро, и Мартина, јас би сакала да слушнам, бидејќи се малку разочарани, кога би имале, повторна шанса, доколку имаш нешто прво да надополниш, бидејќи сакаше да кажеш. Да, со тоа што и на самото финале, европско финале, кажа дека ова не е, нели, не се само овие награди, нудат многу европски грантови, многу можности за акцелерација доколку ова стане бизнис. Делот самиот хакатон е овие да станат профитабилни бизниси што ги наградуваат и дека имаат многу поинакви менторски сесии, можности за аплицирање на пак
поддржувачки средства како во вид на грантови и слични апликации што може да ги поддржат доколку ова биде бизнис, но меѓутоа доколку не се спремни за бизнис, ова може да биде идеја или алатка што некој ќе ја откупи. Дали друга компанија од бизнис секторот, дали можеби некое министерство, нели оваа идеја можеби да им се имплементира на овие млади луѓе стратешки, онака како што доликува со времето што го имаат, а пак да придонесат. Значи, постојат тука многу можности. Ние како конзорциум од многу партнери што го донесе овој хакатон сме спремни да им помогнеме на секој можен начин што во кој што тие би можеле самите да се вклучат и како што сакаат да се развива, сепак ова е нивна идеја, нивно решение и од нив зависи кои се идните чекори. Така, бидејќи си имала долгогодишно искуство и овде и надвор од нашата држава, си дел од тој конзорциум, што се следните ваши чекори, што следно можеме да очекуваме, поддржување на некое ново надпреварување, развивање на некои од овие идеи кои што ги имавте, нели презентирано и бевте дел од тимот за одлучување за истите. Како организација, ние сме навистина спремни при пишување на грантови и освојување на вакви повици, пред се за носење на финансии тука, кај нас дома и реализирање на такви проекти и навистина го градиме нашиот вселенски сектор тука на Балканот со бесплатни ресурси, дали се тоа бесплатни курсеви, имаме сега еден од Европската комисија се вика Robotics in Space или роботика во вселената, што е многу интересен со партнери од Грција и Црна Гора. Имаме доста такви ресурси што ги нудиме каде што нашите млади може да се доедуцираат, меѓутоа како конзорциум ние би се труделе да го носиме овој хакатон со различни тематики и во иднина, а и да ги поддржиме нашите луѓе со сите оние ресурси што ги имаме, доколку сакаат да формираат бизнис и сакаат да имплементираат на такви бизнис грантови, може слободно да им кажеме како и на кои програми. Да им ја давате неопходната поддршка. Сте размислувале за такво нешто, Мирко, ти и твој тим? Малце уште тазе, да кажам, и рано, пред 10 дена. Али да, сега плюс е испитна сесија и малце сме прифатени, зафатени со тоа, така. Се извинувам. И али после тоа се надевам пред да почнат одморите ќе се дискутира посериозно за иднината од тој аспект. Јас пак ќе кажам сум 100% спремен и се надевам и мислам дека и мојата екипа се 100% спремни да се вложат и труд и енергија и до време во овој проект. Мартина бидејќи рече дека стоите како тим, нели, на располагање за поддршка на сите млади луѓе кои што ќе сакаат нели да се приклучат кон некој од овие проекти, но и да аплицираат за некоја одредена финансиска помош од сите тие грантови кои што стојат на располагање за развивање на нивните идеи, има ли таков интерес? Дали веќе е променета сликата во државата од пред 10 години до сега, бидејќи знаеме дека долго време имаме на располагање разноразни фондови кои што можеме нели да ги имплементираме во нашата земја за разноразни цели, но не секој од луѓето овде знае како да пристапи до истите. Мислам дека тоа ни е најголемиот проблем, да ноу-хау или знаењето како да се аплицира, затоа што подложно е на голема бирократија. Јас сум живеела од Америка до Франција и сега иако француската бирократија е доста тешка, многу некако на некој начин наликуваме. Дотолку што тука не само што можеш мораш дигитално да ги доставиш тие информации, мораш и физички, мораш и во живо. Некако тоа е тројно вложен труд во сите тие процеси и многу некако и патување и одење, додека кога аплицираме за слични грантови во Америка, тоа е една форма, еден формулар со неколку клика, да. И се уште ги учиме ние како организација тие процеси, меѓутоа навистина имаме голем успех и не се откажуваме да ги едуцираме и нашите млади. Животот кај нас е многу некако подинамичен, побрз и социјално и општествено и на многу работи сме растрчани, а за да седнеш и да го научиш тој процес треба доста голем влог. Меѓутоа тука сме да помогнеме на секој можен начин. Некако стигнавме до крајот, иако има уште многу што да се зборува, но претпоставам дека повторно ќе бидете мои гости во ова студио и ќе разговараме и на други теми. Мирко, најпрво твојата порака до твојата генерација, до сите млади луѓе, која што сакаш да ја испратиш, со оглед на тоа дека имаш едно поразлично искуство, си живеел долго време надвор од нашата држава.
во многу посредени услови, ако може да се каже, се враќаш овде. Твојата порака до младите овде во Македонија? Мојата порака е да продолжите да се трудите вака. Јас, пак ја кажам, многу бев задоволен со тоа што го видов и мотивиран, дека младите во суштина тераат, работат, се трудат, прифаќаат шансите и доста е битно тоа, да кога има понуда за нешто, да не се бара изговор, да не има негативно мислење, дека нема да успеам, секогаш да се мисли дека можам да успеам и да се потрудам колку што можам да успеам. И друго ќе кажам, и од факултет што имам видено, сум многу изненаден на алатки, апарати што се има. Значи има можност да се научи нешто. Не е за останато, да кажам, или не е, пак има доволно апарати и опции да се научи нешто. Споредувам со мојот факултет, кај што имаше исто така, беше средено со алатки. Значи тоа е битно, секогаш да се трудиш и да мислиш дека можам, оче стварно можеме. Ние сме многу паметен народ и имаме многу паметни младинство, да кажам, паметни деца, кај што мораат секоја прилика да ја прифатат. Така, и Мартина, твојата порака? Мојата порака е секогаш јавен апел до сите институции, до сите гледачи, до сите оние што имаат одлучувачка моќ да ги запазат иновациите на младите и на вистина да дадат дел од своето време и своето знаење да ги едуцираат, да им дадат можност за финансирање, можност за соработка и слични други начини на поддршка и дека среќата ги прати храбрите, не се откажувајте и продолжите да работите исто толку напорно како и досега. Патот не е лесен, меѓутоа се надеваме дека заедно ќе носиме многу важни промени за нашето поднебје. И само ќе ја дополниш оваа порака со тоа каде се ќе може да црпат информации за некои наредни настани, наредни хакатони кои што ќе се одржуваат, но и разноразни проекти на кои што работите. Така, слободно сите може да ги видат партнерите на конзорциумот, сите оние организации што се вклучени на Касини Македонија, локацијата во Скопје, што може да ја истражат. Дел од нив се, нели, нашата организација International Space Alliance или Меѓународна вселенска алијанса, etc., МКД-СЕЦ и други организации. Ви благодарам многу за овој разговор во овој подкаст на Сител. Вселината ја донесовте во Македонија, но и Македонија ја представивте пред целата вселина, ако може така да се каже. Слушнавме за едни брилјантни идеи, брилјантни иновации, проекти на кои што работите. Мене навистина ми беше драго и претпоставам дека сите кои што ќе го следат овој подкаст ќе научат нешто ново, но и ќе добијат мотив плюс да работат на себе и да не се откажуваат од своите идеи, бидејќи секоја идеја сепак може да дојде до реализација. Мирко и Мартина, ви благодарам и се гледаме во некој нареден подкаст на некоја поинаква тема. Ти благодарам, Мими. Фала многу. Ви благодарам и на вас што не следевте. Се гледаме во наредна емисија на слични, но и поинакви теми во кои што ќе слушнеме разноразни искуства од нашите млади, од нашите паметни луѓе кои што ги имаме овде во државата. Благодарам и пријатно.